И сега, како што кажав предмалку, вклучуваме двајца од вас, кои што ќе заменат во зоолошката градина во Скопје, а гледате дека во моите раце држам едно преубаво кученце. Ова е нешто ново во Македонија, нова раса која што е присутна во светот, меѓутоа за прв пат и кај нас. Незиното име е Кери Блу Териер. За овие кучиња ќе зборуваме со моите гости, меѓутоа предност секогаш имате вие гледачите. 3116 566 е телефонскиот број кој што ви овозможува да се поврзете со нас, да ве слушнеме и веќе имаме некого на линија. Добро јутро. Добро утро. Повелете, кој ни се јавува? Ви посакувам. Снежана на телефон. Сузана, вие сте добитник на 2 билети за зоолошката градина во Скопје. Истите ќе си ги подигнете од билетарата на зоолошка. Убаво да си поминете. Пријатно и убав ден. Ајде да видиме кој ни се јавува како втор. Добро јутро. Добро утро. Кој го има на линија? Бојана. Како? Бојана. Ништо не слушна? Бојан? Бојана. А Бојана. Бојана, кога последен пат си била во зоолошка во Скопје? Па пред 2 месеца. Добро, значи си видела дел од новите содржини, меѓутоа секогаш е местото интересно да се посети и да се прошета. Ти благодарам за тоа што и ти ни се вклучи во програмата и през името твое ќе те молам, ќе го оставиш кај колегите во режија, истото важи како и за претходната гледачка и за тебе, билетите ги подигнувате од билетарницата на зоолошката градина во Скопје. Сега време е да се запознаеме многу повеќе со оваа нова раса овде кај нас во Македонија, Кери Блу Териер. За истата зборуваме со еден препознатлив лик, кој што буквално знае од А до Ш се за кучињата. Велам добро утро до доктор Перо Божиновски, специјалист ветеринар, кинолошки судија, човек кој што навистина целиот свој живот го посветува на овие мали животни. И уште еден гостин, а тоа е господинот Борис Ѓурков, кој што е собственик на првото легло, така се вика, на расата Кери Блу Териер овде кај нас во Македонија. Добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до екипата на журнал и гледачите на ТВ Сител, на сите оние кои ги сакат животните, особено домашните миленици, кучињата овој пат. Така. Господине Божиновски, кога ми се јавивте и кога ми предложивте да дискутираме за оваа тема, искрено не знаев за какви кученца станува збор. Сега сето она што треба да го знаеме за оваа раса, ќе ни го кажете вие и секако господинот Борис. Ајде разговорот поточно ќе почнеме со господинот Борис. Идејата да ги донесете овие кучиња овде во Македонија. Па идејата беше многу случајна. Значи кучето како на слика го има гледано што многу одамна, меѓутоа тука пошто не е присутно, нема каде да се види. И многу случајно искочи да дојдам до овакво куче, потоа што од русинка на која што живее во Белград и така. Така дали кажете? Ретки недоволно застапени односно на Балканот. Во Русија се доста популарни, меѓутоа сепак во помал број ги има за разлика од другите раси на кучиња. Дали љубовта кон кучињата е сега прва или претходно имавте некои? Ја чувам кучиња 20 години уназад, различни раси, меѓутоа оваа раса така најголем впечаток ми остава. Заради незиното, значи, изглед прво и темпераментот. Тие се две особини кои што и не се преобладуваат и оставаат впечаток. Така, господине Божиновски, во Република Македонија досега во родовната книга на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија запишани вкупно 114 раси. Колку од светските раси на кучиња се застапени? Колку е бројот на раси во светот на кучиња? Имаме ли таков податок? Во светот, да, во Светската кинолошка федерација, ФЦИ, има регистрирано во моментот 355 раси, што значи ова е 114 раса запишана во родовната книга на Кинолошкиот сојуз на Македонија, иако е трета според бројот на стандардот, значи прво запишано стандардизирано куче поентерот, второто е англискиот сетер и трето тој е ирски плав териер или Кери Блу Териер, кој го добил името според грофовијата Кери во Англија, подосна е расширен во другите краишта и така е и регистриран како под број 3, а подосна се шири во Русија, Австралија, Германија и така натаму. Еве сега годинава и во Македонија имаме представници на ова раса, кои инаку спаѓаат во трета ФЦИ група. Што значи тоа? Сите кучиња овие. Ајде да се смениме да видиме дали кај ќе биде помогнат. Да видиме каква биоенергија имате вие. Значи доволно еднаш вака да се погали, да се спушти евентуално притисокот и така натаму други, да се опуштиме од секојдневни проблеми, економски и други, климатски. Меѓутоа да се вратиме на темата, значи расата е многу стара,
и бидејќи Англија е колевка на кинологијата, таму е и стандардизирана, подоцна е расширена низ целиот свет, еве за среќа сега и во Македонија, бидејќи во околината Србија, Бугарија, Хрватска и така натаму, евентуално по едно куче да има. Значи, целта беше да се представи ова раса, нешто повеќе за кинологијата, малце да се гледачите едуцираат, да имаме зголемен степен на безбедност на сообраќајна и така натаму, овој пат и кинолошка култура, значи да знаеме како да се однесуваме на улица, во градот, во лифтот, тоа е дел се, да се препознаат овие миленици, да се постапува со нив според сите законски правила, прописи и нормативи. Така, Ѓуровски, што е оно што треба да го знаат сите оние кои што еве можеби ќе пројават интерес да бидат собственици на овие синтериери во преход будноштво? Да, ирски синтериер. Значи, што е оно што треба да го знаат, карактеристиките за кучето? Вака сега, значи кучињава се раѓаат црни, како што може да видат и гледачите. Така? После година и пол почнуваат да менјаваат боја, како што и она сега у фаза на менјавање на боја. Значи стануваат плави. Друго во врска со длаката е тоа што воопшто не се митарат. Значи, може да се бањаат кога сакате, кога ќе посакате може да ги бањате. Сакате да се бањаат? Сака да се бањаат, они се уствари у Ирска користени за лов во длабоки води. Значи, вината кожа е отпорна на вода, не се суши и така натаму. Во врска со карактерот е многу интересно за нив. Значи, многу се весели, многу интересни, духовити, знаат да ве насмеат. Прво, самата фаца може да ве насмеат. Очиве не му ги гледам на кучето, каде му се? Второ, има навистина некои покрети, тоа може да се најде. Не мора да има очи, туку не се гледа. Да се прочита по интернет, дека има таков дух, ведар дух и знае да ве насмее, во суштина. Дури се препорачува за луѓе кои што се депресивни, патат од депресии, значи лексиливниот морини тоа. Да се батали на страна? Да се батали, да. Овие кучиња, значи, се оние кои што може да ни помогнат во расположението. Да, во секој случај многу интересни, живи и темпераментни. Едино што не се препорачува за луѓе кои сакаат куче кои ќе ги лежи ностот поред нив. Значи може да спортува со вас, може на лов да го носите, може буквално што значи, е да пријател посакате. во вистинска смисла на зборот. Да, Држење дома, дома. едностоп да биде до луѓе сака цело време, 26 сата ако може во дома. Значи и тоа сака друштво. И сега многу е битен нели тој начинот на одржување на кучето. Кажете ми, ова така е шишано кучето или така? Кучето се шиша, значи на Зборувам за 6 главата недели, за ова е преднедело. некоја фризура која што се прави по изложбена фризура. Така да, мислам тоа за изложби, шишањето е Индивидуална работа. Да, индивидуална работа. Така. Колку овие кучиња Божиновски се застапени на изложбите, бидејќи сте имале можност да заменувате надвор од Македонија? Има ли многу собственици на овакви кучиња, барем онаму каде што вие сте биле? Па од 20 земји каде што судев, годинава Скандинавија, Норвешка, Данска, Шведска, најмногу ги забележав во Русија. Таму имаше една специализирана изложба, оценував 25, што значи што е вистинска реткост, да се има толкав број. Меѓутоа, тоа се исклучително квалитетни и кога доделив на крај, прогласи победник, ми кажа дека тоа куче учествувало истовремено и на крав во Англија, тамо исто така победило, што е овако големо признание и сатисфакција за мојата работа, бидејќи секаде каде што одам како кинолошки судија, не представуваат кинолошки судија од Република Македонија, ние сме во Светската кинолошка федерација регистрирани под уставното име, Република Македонија. Така да е тоа еден вака голем бенефит и едноставно ја промовираме и државата кога оценуваме на овие големи кинолошки манифестации широм Европа, Австралија, Јапан и така натаму, каде што се. За време на летото тие кинолошки манифестации мируваат или се случува нешто? Имаме ли нешто што наврзо ќе имаме? Ние веќе со години организираме традиционално во Охрид, значи кинолошки манифестации, каде што навистина правиме меѓународни изложби. Годинава имаме планирано во август од 27 до 1 септември. До 30 септември имаме 3 меѓународни кинолошки изложби и имаме исто така најавено неколку национални изложби. Држави кои ќе дојдат тука да организираат, тоа се Азербејџан, значи Баку, сигурно ќе познато ни е од одам на Евровизија, таму се државата сега и одржуваше. веќе ги знаеме.
значи шанса имаат, односно можност сите оние кои ќе добијат и ги излагат да бидат шампион на Азербејџан. Иако не го виделе Баку, али ќе има такви Титулата годи. Да, титулата годи, потоа има Молдавија, Монтенегро и Грузија. Во преговори сме со бугарите, знаеме дека нив нашиот Охрид е Ерусалим, али очекуваме денови тоа да се реши. Значи една голем интерес, денови ми се јави од Казахстан, потоа од Полска, Чешка традиционално, русите се веќе традиционално со автобуси, со нив имаме исклучително добра соработка. Они се светска кинолошка велесила, бидејќи во кинологијата не е само доволно љубов, треба да си и економски малку јак да запукаш од Владивосток, јас кога судев во Владивосток на крајот светот, ме разбирате? И ми вика, јас бев, вика, во Македонија. Викам, како? И другата, и јас бев, и тоа 90% се, значи, таму женска популација, бидејќи во Русија е така доминира тие според статистиките и генетиката. Навистина ме чуди, значи, има можност да ја видат, задоволни се и повторно и годинава ќе ни дојдат, исто така, го промовират Охрид, ја промовираме државата и успешни кинолошки манифестации во така што сме пред Охрид е предпозлатлив, годинава веројатно ќе ја именуваме као Охридски бисери, така тоа уште повеќе автентично градот на УНЕСКО и така натаму, покрај други културни манифестации, фолклор, музика, фестивали, ќе имаме и кинолошки збиднување. Да. Така, сега да го искористиме вашето присуство и вашата стручност, након со неколку совети за кучињата, милениците, летото, кога заменуваме на одмор, кога не можеме да ги земеме со нас, што и како со нив? Да, сега веќе почна летни шеми и дилеми. Сите оние што сакаат да патуваат, ќе треба да се информираат каде особено патуваат и какви се услови таму. Патување во земјата не е проблем, единствено што треба сопствениците да внимаваат на високи температури, да прават почести паузи и почести... Истото што за луѓето важи и за живот. Да, овие фактори, особено за овие црни кучиња е малце по-проблематичен. Меѓутоа, кучето како космополитска врста, се повеќе е присатно и например, во Република Македонија се среќават многу северни раси. Значи имаме тренд. Ги нема више оние пудлите, лесите, буквално се изгубија на изложби, али затоа имаме нови раси, лабрадори, бигл се појавува, исто така има, потоа северните раси, поларни, хаски, самоеди и така натаму. Има некој тренд, има некој мод, еве сега гледаме. Значи, човекот сака да има нешто ново, иако во Јапан и во Русија пудлите си останаа традиција, таму по 100 пудли има на една изложба. Нема кој да ги заме, да им го зема местото. Да, меѓутоа кај нас така е ситуацијата, се менуват условите, али сакам да кажам дека оние што патуваат во странство мора да обезбедат патрулна документација, тоа е сертификат, значи го издава ветеринарната агенцијата за храна и ветеринарство, надлежниот ветеринарен инспектор, кучето мора да биде здраво, вакцинирано, прочистено против ендопаразити, ектопаразити и исто така оние што патуваат во земјите на Европска унија мора да имат титар на антитела, значи потребна анализа, тоа е малце проблематично. Луѓето се снаоѓаат, вадат бугарски пасоши за кучиња, грчки и така натаму, поминуваат. Меѓутоа, оние кои не морат да вршат одредени анализи, испитувања, со цел да немаат проблеми и летувањето да им биде што побезбедно. На плажите, каде што се учествува, треба да се внимава дали луѓето таму како ги припаќаат кучињата, да не се мешаат, да внимаваат на температурите, капењето, да тоа биде постепено, бавно и така натаму. Значи, да се има прва помош и задолжително да се информираат за таму каде што патуваат за ветеринарна амбуланта, за не дај Боже евентуално прва помош и телефони и така натаму, кај што се ветеринарите во Охрид, Дојран и така натаму. И сосема за крај последното прашање до господинот Борис Ѓурков, само овие 3 ли кучиња на број ги имаме од оваа раса овде во Македонија или имаме уште нешто друго? 7 кученца се родени. Така 3 машки и 4 женски. Сосема е за 8. Значи 8 сега за сега. Сега дел од тие ќе патуваат и во странство, кај нас. Сега интересот е најголем, значи од Хрватска па нагоре. Мене ми е многу жал што дека е многу слаб интересот кај нас, баш би сакал некој кученце да остане кај нас за да се промовира расата, да се расшири, ако е можно. Меѓутоа не е се во љубовта, има нешто и во парите, што рече господинот Божиновски. Ви благодарам за гостувањето, убаво лето и повторно ќе ни бидете гости на слична тема.
Така, во продолжение го молам, значи, гостинот нашиот музички да се намести. Кажав на почетокот на емисијата дека, уствари сите оние кои што следат журнал, знаат дека ова е колажна емисија во која што зборуваме за различни теми од нашето секојдневие, вклучувајќи го првенствено здравието, економијата, секако советите и музиката како задолжителен дел. За едно подобро утро, за подобро расположение, секако тука е музиката, го имаме овогодинешниот победник на Валандово и во продолжение го слушаме токму со песната со која што ги освои гласовите на публиката. Борче, повели.